Додека не се постават клими, додека не се бидат затоплени нашите простори, значи ние ќе протестираме. Од денес во 8 часот, па натака, сите возни средства и вечни средства што ќе бидат, значи нема да бидат прегледани, ако се возат, значи ќе бидат во неисправно стање. Кој ќе го превземе ризикот, тоа е нивниот проблем. Условите кај што ги работиме во самите хали се крајно ладни, несоодветни за работа и затоа има можност, поднесено барање, имавме состанок со вработените на 12.1.2024 година и дадено е писмо до генералниот директор и управниот одбор и до директорот на нашето ресорно до Влеча. Се деси уште и прошлата година, исто протестиравме, ни кажаа дека ќе се реши проблемот. Поминато е на надзорниот и управниот одбор, одвоени се пари околу 4 милиона денари и дојдоа фирми за да постапат клими на соодветните работни места кај што треба да се затоплат. Обеќаваат цело лето денес сутре. За жал, парите се одвоени, никој не презема ништо. Кој ќе се пожалиме до нив, само ќе не тапшаат по рамо, ќе биде, и еве до што дојде. Укажуваа дека ќе се заврши работата, ќе се направат соодветни услови за работа, жал не. Дали сакаат ние малку што сме овдека вработени да не останат без леп. Овдека, како што гледате, позади мене колегиве се старосната граница околу 59-60. За жал, секоја година се укажува дека треба да се вработат. Се имаше вработени луѓе на договор на дело преку агенции, али гледа дека стаж не им дечи и си одат луѓето. За жал, вработувањата од 2019 навака само 2017 или 2018 имаше вработени околу 100, тие 100 кои ќе дојдат ќе работат во работилници, ќе видат какви услови, или ќе напуштат, или ќе си бараат пријатели, ќе се отидат во администрација. Видете, јас кога дојдов, бев едно младо момче, тога имав само 20 години. 20 години. Тоа беше пред 37 години. Како и останатите колеги, затоа и колега се насмеа, тука сме заедно скоро. При мене околу 40 вработени, тогаш се работеше со мерак да се иде на работа. Ги имаше сите услови, бевме наградувани, доаѓа нови колеги, се дружевме, не оти сега не се дружиме, него тие сме, тие.